За вечерва е најавен нов протест во Скопје, но и во неколку други градови низ Македонија за трагедијата во Кочани. Во Скопје собирот ќе почне во 18 часот и 59 минути, символично за 59 жртви, и тоа на плоштадот Македонија во организација на иницијативата Кој е следен. На плоштадот е Дејан Трајковски, во живо го имаме во вестите. Дејан, има уште повеќе од половина час пред стартот, но дали граѓаните почнаа да се собираат? Борчо, до што може да го забележиме, ете и камерата може да покаже позади мене, веќе граѓаните полека се собираат на овој протест на кој што е во организација на граѓанската иницијатива Кој е следен. Тие воедно најавија и во 18 часот и 30 минути дека ќе дадат изјава, односно ќе кажат кој на некој начин стои позади оваа граѓанска организација, како што до предмалку разговарав со нив за да покажат дека во нивното дејствување нема никакво политичко влијание, што се однесува до протестниот марш, за разлика од минатиот пат, како што беше само собир, сега ќе се одржи еден протестен марш, односно кој ќе започне тука во 18 часот и 59 минути со 3-минутен молк, а потоа од тука оние кои што ќе се соберат ќе продолжат кон собранието. Следна станица од собранието ќе им биде градската болница, каде што според најавите кои што ги имаат на социјалните мрежи ќе има 5-минутен аплауз за здравствените работници, потоа покрај Универзитетската библиотека и мостот Гоце Делчев продолжуваат кон владата, каде што ќе има 16-минутен молк, а потоа ќе следат и говорите, односно барањата кои што ќе ги представат од она, барем за сега што го знаеме, повеќе ќе дознаеме во изјавата која што ќе ја дадат во 18 часот и 30 минути, е дека бараат да се отвори целата документација околу истрагата и пропустите кои што се случиле во пожарот кој што се случи во Кочани. Исто така бараат и да има една дигитална алатка и инспектор каде што ќе може постојано граѓаните транспарентно да следат каде и какви инспекции се направени, но секако има многу повеќе барања од тоа, но тие, како што кажа, веќе ќе ги соопштат на пресконференцијата и во говорот кој што ќе го одржат пред владата. Денеска изјава и свој став околу протестите даде премиерот Христијан Мицкоски, тој посочи дека ја разбира иницијативата на граѓаните да се соберат и воедно им изрази поддршка, но го осуди, како што кажа, чинот на оние политички субјекти кои што се обидуваат да се вмешаат во целите во протестите. Колешката Јана Јосифовска подготви прилог на оваа тема, предлагам тука да го слушнеме. Протестите се демократска алатка. Ги разбирам и поддржувам сите кои одлучиле својот револт да го искажат на протести, но не и оние кои преку трагедии се обидуваат да добијат политички поени, изјави премиерот Мицкоски, прашан за протестите по трагедијата во Кочани. Според него има такви кои што сакаат да ги политизираат протестите, бидејќи им пречи решителноста на неговата влада да се бори до последен атом, како што рече, против мафијата и за подобра држава. Протестите се демократска алатка на изразување незадоволство. И јас сум нервозен, верувам дека и вие сте незадоволни, сите ние сме незадоволни од сето тоа што се случува и тука не треба да имаме дилема. Работите ги решаваме и ќе продолжиме да ги решаваме. Инаку апсолутно ги разбирам сите оние кои што одлучиле својот легитимен гнев да го изразат преку демократска алатка, а тоа се протести. Но не можам никако да ги оправдам оние политички глодари и лешинари кои што не сакаат силна влада од ВМРО, бидејќи е браник и последниот столб да не дозволи уништување на Македонија како држава. Инспекцијските контроли за легалноста на објектите продолжуваат со засилено темпо и покрај ограниченоста на ресурсите на надлежните, кажа Мицкоски. Констатирани се огромен број на нерегуларности. Кога зборувам за огромни неправилности, зборувам за конкретно 70-80% од објектите. Не зборувам за исклучоци, туку зборувам за пракса која што функционирала. И повеќе нема да функционира. Разработуваме план акционен за одреден период да се прогласи мораториум и да се отстранат сите тие неправилности за оние кои што сакаат да функционираат со дејноста со која што
со која што функционирале. Министерот за транспорт Александар Николовски најави дека утре ќе бидат објавени финалните бројки и имињата на сите фирми чии лиценци ќе бидат одземени заради незаконско работење, а за истото ќе бидат информирани надлежното обвинителство и МВР. Од Министерството со кое тој раководи, до сега се проверени над 640 лиценци од градежната дејност од скупно 1100, а одземени се 97. Дополнително по засилените контроли во патниот превоз, 11 превозници меѓу кои Дурмотурс добија казни, информираа од Државниот инспекторат за транспорт. Од таму велат дека од 138 извршени контроли за 3 дена, констатирани се 21 неправилност кај правни и физички лица при вршење на превоз на патници и стоки. Беам претходно денеска во 13 часот на Филозофскиот факултет собир одржа и студенти на иницијатива на Независното студентско собрание, но далеко од очите на јавноста. Ти беше и таму, па да чуеме зошто не сакаат да дадат изјава за медиумите. Борче, тоа единствено не знам, може да се окарактеризира како една чудна ситуација. Бевме таму собрани околу 10 медиуми кои што отидовме таму да слушнеме што имаат да порачаат и да им пренесеме на граѓаните, но тие беа децидни околу тоа дека не сакаат било кој од медиумите да ги снима, ниту да даваат изјави, а во еден момент и насред платото еден од оние кои што беа учесници на тој пленум со мегафон говореше дека не сакаат медиуми и дека не треба да се слика. Предлагам тука повеќе да погледнеме од атмосферата која што беше нуки. Никој студент не сака новинарите, и никој студент не даде своја согласност за сликање, никој не сака сликање од новинари. Ќе ве замолам новинари без сликање, без медиуми. Така, тоа беше состојбата попладнево науки, инаку уште малку се очекуваат изјавите, како што веќе кажа, во 18:30, во 18 часот и 59 минути започнува и протестниот марш. Екипата на Канал 5 останува на терен, ќе го следиме и со повеќе информации ќе јавиме во следното информативно издание. Борче? Дејан Трајковски во живо за денешните протестни маршови и собирити. Благодарам.